Членовите на Асоциацијата за цистична фиброза утре ќе протестираат пред Министерството за здравство, бидејќи, како што велат, и покреветувањата кои досега ги добивале од Министерството, од Фондот за здравствено осигурување и од одделите каде се лекуваат нивните пациенти, сепак нема повестување во третманот на болеста кон подобро. Напротив, здравствената состојба им се влошува. Асоциацијата со кампања бараше надлежните да воведат модуларна терапија за сите пациенти. Сунај Севриовски. 5 до 12 символично време за протест на пациентите со цистична фиброза. Велат, толку време им останува поради негрижата на здравствените институции кои не им ја овозможуваат терапијата, а без терапија се доведуваат во прашање животите на болните од цистична фиброза. Мирниот протест, велат од Асоциацијата за цистична фиброза, е утре со цел да ги потсетат институциите на дадените ветувања дека ќе се обезбеди нова и поквалитетна терапија за пациентите. Терапија до сега нема, како и одговор од здравствените власти дали и кога таа би била достапна за нашите пациенти. Поради овие причини организираме мирен протест пред Министерството за здравство во 11 часот и 55 минути во понеделник. Ова време го одбравме и буквално и фигуративно, бидејќи е 5 до 12, затоа што нашата состојба е прогресивна, се влошува од ден на ден. Секој ден се бориме за здив буквално и нашето време полека изминува без оваа терапија и мината на пациентите не изгледа добро. Од Асоциацијата за цистична фиброза велат дека негрижата на здравствените институции ги доведува во прашање животите на многу пациенти, чии животи зависат од терапијата која никако да ја добијат. Станува збор за ние како здружение, како асоциација за сите пациенти да се овозможи оваа терапија, бидејќи е животоспасувачка. Посебно кога ги гледаме примерите од Европа и од земјите кои се на Балканот, и пациенти кои ја користат оваа терапија, но исто така имаме и една бројка од 8 пациенти кои се навистина во засегнувачка и животозагрозувачка ситуација на кои итно им е потребна оваа терапија. Министерот за здравство Беким Сали на денешниот неформален брифинг со новинарите посочи дека го знае проблемот и дека е расположен да ги примине разговор пациентите кои утре ќе излезат на протест токму пред зградата на Министерството за здравство. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска информира дека поради зголемено загадување на воздухот и во Гостивар стапуваат на сила препораките и мерките за надминување на прагот на алармирање за ПМ10 честички. Вчера владата соопшти дека овие препораки стапуваат на сила во Скопје, Кичево, Струмица и во Кавадарци. Иако времето денеска беше сончево и не се забележуваше загаденоста, сепак според објавата на веб страницата за квалитет на воздух, во главниот град на земјава индексот на загаденоста на воздухот изнесуваше 195. Имаме колега на терен во живо, Михајло Донев, го вклучуваме со повеќе информации на оваа тема. Така един состојбата со загадениот воздух во Скопје, која што слободно можеме да кажеме е непроменета речиси со децении и во изминатиот период, односно изминативе денови, повторно е голем проблем за сите скопјани. Утринава, иако како што рече ти денеска имавме поубав ден, односно сончеви периоди, сепак утринава главниот град Скопје се најде на третото место на листата на најзагадени градови во светот, а иако како што реков состојбата во текот на денот се подобри, сепак експертите кои ги консултиравме, со кои разговаравме, велат оти владата не треба да чека временските услови да бидат подобри, како што тоа бил случај во текот на минатата година, кога и немавме толку енормно загадување, туку со конкретни мерки и планови треба да се реагира на овој долгогодишен проблем во Скопје. Експертите со кои разговаравме на темата загаден воздух, велат оти најголем проблем е тоа што програмата за заштита за загадениот воздух, односно против загадениот воздух, оваа година е укината, а покрај тоа тие велат дека и буџетските средства за борбата против аерозагадувањето се драстично намалени во година во која очигледно повторно го имаме овој старонов проблем за скопјани. Во врска со ова повеќе детали предлагам да слушнеме во прилогот во продолжение.
Скопје утринава повторно се најде на листата на топ 3 најзагадени градови во светот, а според мерењата на апликацијата IQR, покрај во Скопје големо загадување има и во Кочани, Кавадарци, Куманово, но и во Гостивар, за каде од денеска почнаа да важат мерките и препораките против загадувањето на воздухот, кои владата вчера ги усвои за Скопје, Кавадарци, Кичево и Струмица. Татјана Стојановска од граѓанското здружение Го сакам водно за телевизија 24 вели оти главниот проблем со загадувањето е што годинава се скратени буџетските средства за борбата против аерозагадувањето. Ние не можеме да кажеме се бориме против било какво загадување, ако ние тоа го одвоиме со некои скромни испод 1%, мислам дека предлог буџетот беше околу 0,7% за борба за здрава животна средина. Тие треба да се примарни во секој буџет. На сметка на загадениот воздух кој го дишат граѓаните, продолжија и препокувањата на власта и опозицијата. Според ВМРО ДПМН, власта во последните 7 години не инвестирала доволно во животната средина, додека од СДСМ обвинуваат од опозицијата за 14 месеци градска власт во Скопје не придонела со ништо за да се заштити здравјето на граѓаните. Препораките и мерките против загадувањето, кои беа донесени вчера, а денеска беа проширени за уште еден град, се однесуваат на тоа да се ослободат од работа хронично болните, да се реорганизира работното време за лицата кои работат на отворено, да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено, општините да ја намалат до 50% употребата на службените возила, а се препорачува и ограничување на работата на градежните објекти до престанок на важење на препораките и мерките. Така ова беа препораките кои што вчера ги усвои владата, а кои што денеска се проширени на уште еден град, односно покрај во Скопје, Кочани, Кавадарци, Кичево, од денеска истите стапуваат на сила и за Гостивар, каде што покрај во Скопје состојбата со воздухот исто така е алармантна. Един ова се деталите, останува да видиме дали овие апели од експертите конечно ќе допрат до онаму каде што треба, односно до надлежните институции и овој долгогодишен проблем за скопјани конечно да добие некој епилог, односно конечно да се постигне нешто конкретно во борбата против аерозагадувањето. Да се надеваме, Михало. Колегата Донев беше тоа на оваа тема. Во продолжение дел од насловите со кои продолжуваме. Соседите навалија во Охрид. Приватното сместување е резервирано максимално. Кај хотелите има пад од 50%. Фатмир Бесими, министер за финансии, во денешниот разговор за Радио Слободна Европа, потврди дека ќе има еднократно вонредно оданочување на големите компании во земјава. Пресметките за доходите и добивките за 2022 ќе бидат едни од параметрите, а посебен зафат ќе има само кај оние кои оствариле за над 20% поголема добивка оваа година во однос на просекот од претходните 4. Најпрвен би сакал да потенцирам дека даночната реформа не беше само за фискалните приходи. Туку се базира на стратегијата за даночна реформа која беше донесена од страна на владата уште во декември 2020 година, каде што главни цели на таа реформа е да се воспостави еден даночен систем кој ќе го овозможи одржливиот и инклузивен и забрзан економски раст врз основа на нови технологии и подобрување на ефикасноста во даночниот систем. Како приоритетни аспекти, области и принципи на таа стратегија беше правичноста на даночниот систем, ефикасноста, ефективноста, транспарентноста, како и зелениот концепт на даночниот систем кај нас. Значи, овие беа главните принципи, меѓу кои во оваа фаза, значи на реформите што беше презентирано и дискутирано во јавност, се однесуваше само на дело што се однесува на реформите на даночната политика, тоест на соопфат на 3 даноци. Данокот на личен доход, данокот на додадена вредност и данокот на добивка. Пристапот за да се обеди поголема правичност за системот беше, а при тоа да не воведеме нови даноци и зголемување на постојните даночни стапки, беше да се зголеми даночната база. Даночната база се предлага да се зголеми на 2 основа. Едниот основ е намалување на сивата економија, за кој имаме посебна стратегија за сива економија, и вториот аспект е преку намалување на така наречените даночни трошоци или ревидирање на листата на даночните ослободувања. И токму тоа беше овој концепт што сега по оваа дебата во јавноста, а при тоа и со законски решенија во собрание, значи е
Начинот како да се направи тој систем со проширена даночна основа. И покрај големите проблеми и тешката состојба предизвикани од светската криза, која предизвика инфлација и поскапување на сите услуги и трошоци за живот, општините од источниот регион сепак се подготвени за реализација на нови или пак продолжување на веќе започнатите проекти во текот на следната 2023 година. Александра Митрева. За недела дена една од потешките години си заминува, но светската економска и енергетска криза и понатаму останува. Сепак и покрај кризата, општините од Истокот се подготвени за реализација на планираните проекти за следната 2023. Инфраструктурните проекти се најбројни во планот за работа на општините на Истокот, но ќе се вложува и во обнова на објекти, нови улици и водоводни мрежи. Општинската зграда како нова зграда значи за општината, мултимедијален центар кој што ќе биде во интерес на младите претприемачи каде што ќе се вршат општински услуги. Планираме исто така да реализираме многу патишта во руралните средини, резервати водени кај што ќе зголеми водоснабдувањето во Стара Каменица, село Дулица, исто така во село Саса нов базен кој што ќе го подобри водоснабдувањето. Реконструкција на улица Илинеска, конкретно атмосферска канализација, која се веќе обезбедени средства, договорот е подпишан со Министерството за транспорт и врски. Имаме обезбедено средства за спортско-рекреативен центар на излетничкото место Рамна река во вредност од 12 милиони денари. Изградба и реконструкција на улици и патишта, тротоари, како и спортски игралишта и центри се исто така дел од планираните проекти кои ги имаат општините за наредната година. Изградба, односно реконструкција на локалниот пат Блатец Детлово во должина од 3 километри, кој што веќе се во тек припремните активности. Исто така ќе извршиме и реконструкција на сината сала во Домот на културата Тошо Арсов, за која исто така се обезбедени финансиски средства, исто така и поставување на термоизолациона фасада и лифт на општинската зграда. Во најмалата општина на Истокот, средствата за дел од проектите кои треба да се реализираат наредната година се веќе обезбедени. Ние веќе во февруари месец започнуваме со изградба на помошни канали за наводнување, со изградба на 3 каскади на течението во река Зрновка, проект што е 9,5 милиони денари. Трајно го решаваме проблемот за наводнување на земјоделските површини на земјоделците во село Зрновци. Во општина Кочани 2023 ќе одбележи изградбата на типските куќи каде ќе бидат сместени семејствата од социјален ризик. Тоа е изградбата на објектите за лица во социјален ризик од ромската популација, за која намена подолго време стојат околу 16 милиони денари на наменска сметка. Правиме максимални напори со реализација на деталниот урбанистички план за градска четврт, тоа да го реализираме во следната година. Штипските приоритети за до година пак се ориентирани кон регулирање на сообраќајниот метеж, односно изградба на обиколница кај Новосело и нови крстосници. Граѓанските организации и општините од Југоистокот предложија парите од Бирото за регионален развој во висина од 46 милиони денари да се искористат за енергетска ефикасност на јавните објекти, за поголема заштеда на електрична енергија, но и за развој на туризмот. Парите од Бирото за регионален равномерен развој во висина од 46 милиони денари да се наменат за развој на туризмот и енергетската ефикасност на јавните објекти во Југоистокот, но и за други 3 проекти. Така одлучија представници на општините, граѓанските организации и бизнес заедницата од овој дел на државата на регионалниот форум од програмата за одржлив и инклузивен равномерен регионален развој. Сепак конечниот збор треба да го даде Советот на градоначалници. Сега овие концепти и оваа ранг листа ќе биде дадена пред Советот за развој на Југоисточниот плански регион. Тие ќе ја состават годишната листа на приоритетни проекти на регионот. Врз основа на таа годишна листа ние ќе ги изработиме комплетните апликации кои ќе бидат доставени до Бирото за регионален развој за програмата 2023 година. Советот го има тоа ексклузивно право да отфрли или да додаде нов проект на таа листа. Значи не мора да значи дека сите 5 концепти ќе бидат разработени во апликации. Останатите проекти се од делот на заштитата на животната средина, но и изработка на техничка документација за регионални проекти. Рангираните се економски оправдани и носат бенефити, тврди Тихомир Петровски, консултант за регионален равномерен развој. И добивме проекти кои што се издржани, стабилни, кои што наидуваат на соработка и помеѓу општините и помеѓу целиот регион и се фокусирани кон различни гранки. Мислам дека сите предложени проекти ќе најдат на
процена за позитивна економска исплатливост, приоритетот ќе биде на тоа како Советот на градоначалниците ќе оцени кој од проектите во оваа фаза ќе оди понатаму, а кој проект понатака ќе се развива, па во некоја друга сесија ќе може да добие шанса да биде финансиран. Од претходната програма на Бирото за регионален рамномерен развој, Југоистокот фокус даде на инфраструктурните проекти за туристичко поврзување на општините, кои се веќе во фаза на имплементација. Приватното сместување е резервирано максимално, додека пак кај хотелите има пад до цели 50%. Ваква е сликата во Охрид за дочек на новата година. Андрејана Митевска. Охрид е подготвен за празнувањата. Приватното сместување е резервирано максимално, додека кај хотелите има пад од 50% кај резервациите споредбено со ланските години. Најчести гости на ривиерата за дочекот на новата година ќе бидат соседите. Ова година ќе имаме посетители од околните региони, значи тука секогаш се нашите традиционални гости од Црна Гора, Србија, можеби дел од Хрватска, бугарите, албанците и грците секако. Цените се покачени за од 10 до 15% кај сместувањето. Цените за прославата на најлудата ноќ во рестораните се движат од 1500 до 3000 денари. Слични цени имаат и хотелите. Во делот на угостителските услуги имаме некаде до помеѓу 9 и 15% зголемување на цените. Во делот на превозните услуги, значи тоа е најголемиот проблем, има до 50% на пораст на цените. И тоа е еден од најголемите проблеми за кои што произлегуваат од емитивните зони. Значи, за да може еден итинерер добро да се испланира, треба да направите добри калкулации и сето тоа како пакет да го заокружите и да го понудите на вашите потенцијални клиенти. Освен во рестораните, туристичкиот центар нуди и прослава на плоштадот со македонски пејачи. На плоштадот ќе настапат естрадните уметници Петар Нечовски, Татјана Стефановска, Ѓоко Танески, Евто Пупиновски, Миле Кузмановски и диџеите Багзи и Јана Слеј. Со овие наши звезди и живи легенди ќе ја дочекаме и ќе си посакаме срекна нова 2023 година. Новогодишната програма во Охрид продолжува на 1 јануари, точно напладне, со настап на Марија Савеска и групата Камелеон на градскиот плоштад. За новогодишните празници од буџетот на општината ќе се издвојат околу 2 милиони денари. Охрид и викендов е раздвижен поради католичкиот Божик кој по традиција соседите од Грција го прославуваат покрај Охридското езеро. Драган Ковачки, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник на новинарско прашање поврзано со сместувањето на Назим Буши, побари уште еднаш Буши да каже како успел да го плати тоа ноќевање, односно како стекнал 20.000 евра. Имено Ковачки додаде дека ако пак Буши не го платил тоа сместување во Турција, тогаш да се даде одговор кој е тој што го платил тоа сместување, односно кој е интересот на тој што го платил. Претходно деновиве од МВР посочува дека патувањето на заменик министерот Буши било за приватни цели и дека не е платено од страна на МВР. Господинот Назим Буши е владин функционер и тој како јавна личност мора да биде одговорен пред граѓаните. Мора да каже како со 20.000 евра успеал да си го плати тоа ноќевање, односно од каде ги стекнал тие пари и доколку тој не го платил, тогаш кој е тој што го платил тоа сместување? Односно, кој е интересот на тој што го платил тоа сместување? Јавноста ги чека одговорите. Финансиите на некои од институциите се кријат, како што е Министерството за политички систем на Артан Груби. Има ли механизам за нетранспарентноста? Емисијата 25 минути истражува. Оно што можеме да го констатираме дека кај нас транспарентноста зависи од луѓето кои што се начело на институциите и тоа автоматски значи дека ние немаме систем за транспарентност. Не може, не дозволива во демократска земја, во земја членка на НАТО, земја која што почнува преговори со ЕУ, да се уште нема сериозен, долгорочен систем кој што нема да зависи ниту од политички партии, ниту од функционери, ниту од вработени во пиар службите. Кај нас е обратното. Така што мислам дека институциите мора да разберат дека мора да бидат постојано транспарентни и постојано да информираат, а не само кога добиваат позитивни податоци со кои што се фалат. Целото издание на емисијата 25 минути со Билјана Секуловска ќе имате прилика да го погледнете веднаш по ова издание на Дневникот.
Католичките и протестантските верници, дел од православните христијани кои се водат според Грегоријанскиот календар, денеска го одбележуваат раѓањето Христово Божик. Божик денеска го слават и Вселенската патриаршија и православните цркви во Грција, Бугарија, Романија, Украина и во Грузија, кои го прифатија Грегоријанскиот календар. Премиерот Ковачевски во својата честитка пишува: големиот христијански празник, Христово раѓање, Божик е символ на сплотеност, заедништво, љубов и раѓање на нова надеж. Токму овој празник треба да не потсети на семејните вредности, на солидарноста и љубовта кон ближниот. Лидерот на опозицијата пак Христијан Мицкоски посака овие празнични денови да донесат мир и спокој во сите домови, добро здравје, радост и среќа. Во духот на христијанството, порача Мицкоски, потребно е да ги негуваме вредностите на толеранцијата, почитувањето, да се сплотиме и обединиме сите заедно. А во својата проповед на Бадник, поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, ги прекори оние кои се заљубени во богатството и моќта на сметка на ранливите и децата, ги осуди војната, сиромаштијата и алчниот конзумеризам и потсети дека Исус е роден во штала. На синокешната миса, што ја водеше во Базиликата Свети Петар во Ватикан, присуствува околу 7.000 верници. Пред нашите очи стојат сликите на нашите браќа и сестри од Украина, кои го поминуваат овој Божик во темнина, студ или далеко од своите домови поради уништувањето на 10-месечната војна. Нека Господ не подготви за конкретни гестови на солидарност, за да им помогнеме на страдањата и да го просветлиме духот на оние надарените со моќ, да го замолчат оружјето и веднаш да ставиме крај на оваа бесмислена војна. Десетици девојки и жени, главно студентки, излегоа на улиците на Херат во западен Афганистан за да протестираат против забраната за образование на жени воведено од талибанската влада. Демонстрантите, поделени во помали групи, извикуваа образованието е наше право и се собраа пред канцеларијата на гувернерот на провинцијата. Талибанските сили се обидоа да ги растераат со водени топови, стапови и палки. Поради налетот пак на арктичкиот студ, што го зафати поголемиот дел од САД во саботата, повеќе од 800.000 луѓе останаа без струја, најмалку 16 лица загинаа во сообраќајни несреќи и илјадници останаа заробени поради откажани летови. Кристина Николова Кузмановски. Поради снежната бура што го погоди поголемиот дел од САД, повеќе од 800.000 луѓе останаа без струја, а десетици лица загинаа, повеќе од 3.000 летови се откажани, а некои аеродроми се затворени. Замрзнатите услови на патиштата ги натераа властите да ги повикаат луѓето да останат во домовите и да ги откажат сите патувања кои не се вонредни. Стотици луѓе пак се останати и заглавени во сообраќајот, некои пак привозени излетуваат во замрзнатите езера. Водата е замрзната и тоа е голем предизвик при спасувањето. И покрај длабокиот снег и ниските температури, семејство од Чикаго се моли за Божикино чудо, тргнати на пат да го поминат празникот со најблиските. Планиравме да поминеме долг божичен викенд со нашето семејство, но за жал, останавме заглавени. Не мислам дека ќе успееме. Во Монтана Националната метеоролошка служба предупреди дека на источната падина на Националниот парк Глечер и околината може да падне до 20 см снег, а ветровите достигнуваат до брзина до 90 км на час. Монтана претходно во невремето забележа температура од минус 45,6 степени, додека вчерашната најниска температура беше забележана во малиот град Авр и тоа минус 39 степени. Временските услови ги принудија властите да отворат центри за затоплување во библиотеките и полициските станици за да ги заштитат бездомниците. Од вторник временските услови ќе се подобрат од запад кон исток на Америка, но на источниот брег нема да затопли до четврток или петок. Русија е подготвена да преговара со сите кои се вклучени во војната во Украина, но Киев и неговите поддржувачи од Западот одбија да се вклучат во разговори, изјави рускиот претседател Путин. Руската инвазија на Украина почна на 24 февруари и стана еден од најсмртоносните конфликти во Европа после Втората светска војна и најголем судир меѓу Москва и Западот после кубанската ракетна криза. Кремљ соопшти дека ќе се борат се до остварување на нивните цели, додека пак Киев вели дека нема да престанат се додека не го избркат и последниот руски војник.
Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора од Охрид во Музеот на вода традиционално и оваа година ја накитија подводната новогодишна елка. Како и секоја година, така и оваа нова 2023 година, нуркачите од Амфора им ја посветуваат на децата со ретки болести, со желба за здравје, успех и среќно детство. Во продолжение уште и насловите од спортот по избор на колегата Зоран Димевски. Машката ракометна репрезентација на Македонија во Маврово ги продолжува подготовките за настап на предстојното светско првенство, кое ќе се одржи во Полска и во Шведска од 11 до 29 јануари идната година. Првите два теста за досега сработеното, избраниците на селекторот Кире Лазаров ќе ги имаат во вторник и во среда против комбинираната селекција на Црнагора, во чии редови поради клубски обврски ќе недостасуваат 9 на интернационалци, како и селекторот Зоран Рогановиќ. На третиот ден од новата година, нашите актуелни репрезентативци ќе одиграат ревијален надпревар со ракометните ветерани во салата Борис Трајковски во Скопје, а во последните две контролни средби пред заминувањето за Краков ќе одмерат со Хрватска и со Израел. Треба да се посветиме на нас, да ние се развиваме, да ние се надоградуваме као репрезентација и на тоа многу работиме. Не се оптеретува многу со противниците и сами кажавте дека за Норвешка нема што да се збори, Холандија еден во страшен поден, Аргентина на последното светско првенство ја победи дури една Хрватска која што ја водеше Лино Червар, но како што ви кажам не сум воопшто оптеретан, гледам да ние од онаш до сега што го имаме направено, а мислам дека имаме напредок во нашата игра покрај промената на генерации, гледам да ние се надоградиме и да бидеме тежок противник за нашите противници. Не се сомневам, одиме чекор во чепар, ни фали малце искуство, ни мали малце искуство, меѓутоа имаме добар стручен штаб, имаме добри услови за работа и доволно припреми за престојното светско првенство. Се надевам дека ќе направиме добра работа и подготвени ќе излеземе на мегден со сите наши квалитетни противници што ќе ги имаме во групната фаза. Тоа беа сите подготвени информации за Централниот дневник. Останете и понатаму со нашата програма.